Иако надлежните повикуваат да не се создава паника, јавноста да остане смирена, ширењето на коронавирусот и новите заразени случаи кај многу граѓани предизвикува страф и несигурност. Некои велат дека ги следат препораките за заштита и оти ги извршуваат само најнеопходните лични потреби. Други пак дека не паметат ваква ситуација досега. Имам 77 година, ми е доста прв пат слушам овие работи. Имало вируси поќе, ама ова изгледа, како да ви речем, или напратено, или смислено, или да се намали народ. Плашам да ви кажам право. Многу и то. Секој што мисли со главата треба да стравува. Не знаеш што кого имаш додир. Ако ги почитуваме, мислам дека со доаѓањето на потопло време самиот ќе се изгуби. Некои пак не стравуваат од новиот коронавирус. Не се плашиме. Зашто да се плашиме? Светот има 7 милиарди. Сите не ќе одат, ќе остане нешто за нас. Се штитиме, се миеме добро, се чистиме. Мислам дека не е толку опасно колку што се зборува. Не. Зашто? Зашто не се плашам? Ако треба да умру, ќе умру. Во тој ден во кој Господ ми отредил. Од корона или од шоле, не се плашам. Но и покри многуте препораки да не се патува, сепак има и такви кои дошле во Охрид за да го посетат градот. Па да смо се плашили, не би дошли у Охрид. Да смо се плашили, остаćemo до петка ми. До петка. После ćemo otići jedan dan još u Skoplje, malo prošetati i tako. Možda je rizično, ali ne treba se čovjek bojati. Други пак сметаат дека туристи во овој период во Охрид не треба да има. Да не шетат и туристи да не доаѓаат во Охрид. Викаат че изгубеле туристичките агенции. Подобро да изгубат пари него животот се изгубат. А Министерството за здравство излезе со препораки до граѓаните кои се јавно достапни, а со цел нивна лична и заштита на јавното здравје. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.